ово. Ако ја погледнете и структурата, ќе видите дека станува збор за луѓе кои учествуваат во комисијата и во работата како помошно тело на Советот на општина Битола. И мислам дека тоа е условно рветниот столб на една ваква иницијатива која што по моје длабоко поведување по одредени професионални стандарди треба да биде од една поинаква структура за која што ќе говорам малку подоцна. Значи, амбиенталниот воздух е системско прашање. И тоа го третираат од денес веќе и 140 шефови на држави и на влади од светот во рамките на Генералното собрание на Обединетите нации. И тоа како климатски промени, како проблем на човештвото, како еболата како проблем, кој што има сепак одредена географски граници и се разбира сиромаштиот. Кога говориме за амбиенталниот воздух, како системско прашање, тоа во глобални рамки го тангира целокупното светско население. Сега се поставува прашањето кој е тоа така, значи не тангира и нас. Ние сме дел од тој глобален систем на атмосферата и ние не можеме да избегуваме надвор. Во петокот, кога заеднички се одржуваше седмицата на комисијата, заедно со и комисијата за имунитетни прашања, мојот концепт на приот кон решавање или кон институционализирање на едно вакво тело беше да биде чисто граѓански. Значи, воопшто да не партиципира или доколку партиципира, да партиципира сепак со оној вториот атрибут кој што го имаат советниците, а тоа се да работат на проблемите на загадување на воздухот, гледано од најразлични аспекти, од медицински аспект, од физички аспект, од биолошки аспект и така натаму. Се разбира, во тој контекст антропогениот или факторот човек мора да биде присутен и тука треба да оставиме акцентот. И се разбира дека тоа не беше прифатено, се опиде со некој хермафродит кој што генерално значи една ваква иницијатива која што ќе институционализираме како консултативно тело во рамките на Советот на општина Битола, за кој што мислам дека ќе нема она основна позиција. Ако погледнаме во самиот наслов, ќе видите дека комисијата како консултативно тело нема ама баш никакви други ингеренции од она што го има, од она што го има комисијата како помошно тело на Советот. И сега се поставува прашањето, хипотетички гласно размислувам. Прво, дали е ова обид на владеачкото мнозинство, бидејќи тоа карактерна особина нивна, да секоја иницијатива граѓанска ја канализираат во рамките на партискиот систем. Не говорам за политика, затоа што политиката е еден поширок глобалитет. Бидејќи тоа веројатно не можеле да го голтнат, се обидуваат на еден ваков начин. Со субституирање да не задоволат нас, да се задоволат самите себе си, ама да ги задоволат и оние 10.000 иницијатори кои што се придружиле на групата во делот на што значи граѓанска иницијатива. И мене ми е совршено јасно дека таквиот субститут најчесто завршува со тотална стерилност. Таму каде што се фатила голата политика, прав и пепел оставила. Касапов, значи,
кога говориме за климатските промени, ти направи еден лапсус во кој што, како ги нарече, што доаѓа? Тајфун? Циклон. Циклонот е синоним за огромни врнежи, поплави и она што значи се носи пред себе. А ти говориш за суша. Тој е антициклон. Тој антициклон е во општествена смисла досиран на она што значи дека само партиски интереси, само артикулирање на одредени мала група на иницијатори, а останатото останува на целокупната работа. Што е тоа што сакам да го потенцирам? 12 членови кои учествуваат во оваа група. Граѓанскиот елемент го нема. Не говорам дали се тоа иницијативниот одбор кој што денес тоа го прави. Говорам воопшто како граѓанска идеја. Промените во една сфера, како што е, еве да речеме, амбиенталниот воздух, не може да го направи никого, освен она што значи граѓаните. Бидејќи ова бара системски промени, како што бара самата економија, како што бара социјалната димензија на нашето општество, која што остава длабока сиромаштија, малку богат и други и така натаму. Економијата во делот на економските распределки. Говориме за една состојба која што гледано вака, од 12 луѓе, не знам воопшто што ќе прават. Бидејќи е внатре и моето име, од прилика знам што ќе се прави. Ќе се прави едно големо ништо. Од кои причини? Од следните. Што ќе следи оваа комисија? Ќе ги чита пиковите кои што ги има на мерните станици, ќе добива информации од веб порталот на Министерството за животна средина, или ќе го има тој ексклузивитет, па ќе добива податоци од НАСА. Па точно ќе ги лоцира за какви проблеми станува збор. Јас овде дадени со две глобални точки. Првата да обезбеди соодветни точни информации за состојбата на амбиенталниот воздух, е тоа што го говорам. И второ, да донесува иницијативи и да предлага соодветни мерки до Советот и градоначалникот. Овој втор дел е премногу мал, за да може да има влијание врз позитивни промени во амбиенталниот воздух. Не заради тоа што нема да сакаат луѓето или нема да сакаме овој дел, затоа што ингеренциите во оваа област се многу мали. Ниски. Поново говорам за систем тоа кој што треба да го прави Република Македонија. Да бидиме искрени, денешната состојба со амбиенталниот воздух во Битола, веројатно ова е последниот нешто знае колегата од техничкиот факултет, бидејќи таму е правена една интердисциплинарна студија под нивно водство, дека најголемиот дел од заведувањето во Битола, посебно на амбиенталниот воздух, во проценти повеќе од 64, доаѓа од автомобилите и од индивидуалните ложишта. И сега се постава прашањето, што ние можеме да промениме? Гласот на било кој не допира низ процесот на донесување на деталните урбанистички планови.
се отварат погони кои што загатуваат, погони кои што, не знам, дури преработуваат медицински отпад, слушам некаде на периферијата на Битола. Без никакви дозволи, сето во некаква бизнис позиција, бизнис интереси. И сега се постава прашање. Ке признае ли опозицијата дека најголемата економска мерка која што ја донесе, а тоа е увоз на стари возила со евро 1 или евро 2 пред 10, 12, 13 години, прави ова што прави денес, или ќе направиме една поголема иницијатива централното грејење да биде доминантно во Битола. За волја на вистината има некакви иницијативи кои што ќе се носи некаков парновод од Рек до Битола и така натаму, но веднаш да ја кажам дека таква студија е правена 85-86 година и таа економски е неисплатлива и исклучително тешка за изведување. Дај Боже тоа да го направи како викате вие, општествено одговорна и општествено најодговорната компанија Елем Битола, бидејќи овде ги гледам исклучиво право имат тие двајца да учествуваат во комисијата, не знам што ќе прават. Ако ги дадат точните мерни показатели кои што ги имаат во микросредината таму, каде што најмногу загадуваат, тоа ще се согласува. Ама како змијата ноцете ги кријат во Рек Битола, каков е степенот на мониторирање и резултатите кои што ги добиваат, а не тангира многу нас како општина Битола, туку Новаци и Могилка. Сето ова ми дава за право да мислам дека ова втора моја констатација е точна. Номерот да поманае, мнозинството се обидува да угуши една иницијатива која што, за жал, бидејќи ние ја браниме, се може да ја врзат за, не знам, партиски и така натаму, што е абсолютна грешка. Спинот за кој што денес сакам да кажам, а кој што произлезе од самата комисија, луѓето не бараја ништо друго, да се прочита, ама не од советници, од председателот на Советот, заклучоците кои што ги имаја, така негде на страна, на две страни. Извадени кои што стигна до комисија. И ништо повеќе и ништо помалку. Јас знам, слушајќи ги некои на комисија, дека станува збор за мобилни станици, мобилни мерења, неакредитирани мерења, не можат лаборатории акредитирани да имаат. Точно, неточно моделот на показателите е сосема друго прашање. Валидноста е сосема друго прашање. Меѓутоа денес за една ваква иницијатива, за едно вакво решение, јас ви уверувам дека нема да успееме. Во мисијата која што сите заеднички се согласувам дека не дишиме ист воздух. За волја на вистината, позицијата малку води во завод и недавно повисоко кај што е почист воздухот, ама тоа се правила кои што се разбира колку поблиску до власта, толку поблиску до привилегии. И тоа е императивот за борбата, а не е императивот за граѓанските иницијативи, за обичниот граѓан и така натаму. Ве молам, значи да разбереме што ќе правиме и што сакаме. Вака поставено, нека оди. Ќе ги добиеме резултатите многу брзо. Само не знам што ќе прави. Ќе биде трансмисионер на Министерството за животна средина или ќе ги сама ќе ги чита показатели. Ќе оди ќе истражува што во медицински центар и какви се пиковите во делот на заболувањето од канцер на горни и долни дишни патишта. Не може да го прави ни едното, ни другото. Ќе излезиме со транспаренти дека денес е ден без возила. Ќе се качиме на велосипеди и ќе поминиме за да не видат другите.
Значи, едно што ми смета, генерално зборувам, декларативноста е таа. Да нешто кога ќе фатиме, да направиме доста позитивната. И да се надмириме дека ова не е проблем на ВМРО-ДПМН или на СДСМ. Ова е проблем на граѓаните на Битола. На граѓаните на Република Македонија, на граѓаните во светот. На 8 милиардити од читав што ќе се роди според проекциите веќе 2018 година. И сега ние се обидуваме нешто да кажеме дека водиме одредена грижа. Тоа го правите вие. Може би ако има таква неинвентивност, утре ќе го прават и представниците од СДСМ. Од индивидуите, од интегритетот зависи. Дали ќе му робувате на партискиот централизам или ќе имате малку поголема слобода. Барем оно што се однесува на проблемот кој што и го работите професионално. Или знаете да направите разлика меѓу едното и другото. Да резимирам. Не сум размислувам, бидејќи има таква позиција во нашата група на опозиционери. Размислувам како ќе гласам. Гласот даден за, ќе значи глас даден во празно. Гласот против може да се интерпретира дека еве овие ги затворија фабриките, а сега не тераат да дишиме зареден воздух. Ај сега кога сум те овој дел. Како може во Битола? Како може во Битола за последните 10 години онакви концентрации на загаденост од 5-10 честички? Како може кога вие викате дека сите фабрики ги затворите? Тука може исто хипотеза. Дали од ова што вие отварате нови фабрики, па преголема е дистрибуцијата и емисијата на елементи, или е нешто друго. Јас го верувам. Вашите лоши економски политики, во вашите лоши урбанистички решенија, во вашите состојби во кои што не сакате ниту граѓанска иницијатива, ниту иницијатива од опозицијата. Ако мислите дека тоа така треба да види, кажете ме, колеги, речете вие, заминете од овој дом, исто како и луѓето во централната власт, па носете одлуки такви како што ќе носите. Јас ви уверувам. И најсуптилните сетници, и оние кои што имаат најголем материјал, она што најмногу веќе тангира и вас, ќе ги завршувате за 5 минути, ако не е опозиција. А сигурен сум дека не верувате во тоа. Како што убаво види кој опозицијата го критикува градоначалникот, да вие се смеете под клупи. И великарно му прави. Така да, во овој дел, во делот на формирањето на консултативното тело, ве уверувам дека резултатите ќе бидат една голема нула. И на крајот сакам да завршам со една работа. Бидејќи текстот го добивте во текот на седмицата, а јас вистински интегрално го немам, сакам да го слушнам од иницијативната група, што тие всушност предлагат, што толкава паника е дигната до општина Битола. Благодарам.